Слагане Митовска. Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, во врска со точката која што е на дневен ред и со каде што се дискутира за член на Државниот совет за превенција на детско престапништво, е предложен Владимир Делов, за кој што искрено, како што кажа претходно и пратеничката Ласовска, и од неговото CV, освен тоа што е портпарол на министерката Десковска и бил портпарол во Министерството за образование, како и учесник во студентскиот пленум, искрено не може ништо поконкретно да се види дека тој е, ниту пак да утврдиме дека тој е компетентен да биде член во Државниот совет за превенција на детско престапништво. Додека се зголемуваат бројките на детско престапништво, наместо да реагираме и да сите заедно да допринесеме да се намали оваа бројка, ние напротив и тука треба да вградиме, односно да вметнеме личности кои што се компетентни и кои што ја разбираат оваа проблематика, се со цел да се намали бројот на деца учесници во детско престапништво. Ние гледаме дека владата предлага партиски кадри кои освен што учествувале на протести немаат ниту образование, ниту искуство, ниту се компетентни да бидат дел од советот на Државниот совет за превенција на детско престапништво. Ова почитувана јавност ни зборува дека владата воопшто не е заинтересирана да се спречи, да се намали бројот на деца кои што се учесници во дали криминални действија, дали во кои што се дел од детското престапништво. Ние гледаме дека всушност имаме само наградување на нивните активисти, на нивните пленумци, и тоа на места кои што всушност и истите нема да дадат значен придонес и нема да бидат од интерес во советот во кој што ги предлагат. Ке гласам против предлогот Владимир Делов да биде член на Државниот совет за превенција на детско престапништво, затоа што сметам дека не е компетентен и неговото учество нема да даде придонес во овој дел. Почитувани колеги, владата освен што работи на добар пиар, всушност не работи за ништо друго, односно не работи за реално подобрување на состојбата во државата, вклучително и во сузбивање на детското престапништво. Очигледно е дека господинот Владимир Делов е човек на Рената Десковска. И тоа се гледа и од неговото CV, кој што сите вие го имате разгледано, но за жал немате храброст да реагирате и да побарате нов предлог за член, затоа што најверојатно насоките ви се да молчите и да гласате зелено за секој предлог кој што ќе дојде од владата. Сигурна сум и дека дел од колегите од Социјалдемократскиот сојуз и од владеачкото мнозинство не се согласуваат со овој предлог, но во интерес на насоките од владата се приморани, да речам, да го поддржат предлогот кој што е доставен во собранието. Ова ни потврдува дека Владимир Делов, кој што е дел од Социјалдемократскиот сојуз, а беше и дел од студентските пленуми, потврдува дека студентските пленуми не биле само иницијативно организирани, не биле ставени во улога на борба против режимот, туку биле само продолжение на и биле инструирани од Социјалдемократскиот сојуз. Со ова вие потврдивте дека студентскиот пленум не биле независни и не биле граѓански здруженија. Со ова потврдивте дека студентите не биле сплотени во борба против режимот, туку биле организирани и поттикнати од Социјалдемократскиот сојуз. За жал, со овој предлог вие ја негирате и улогата на независните пратеници во овој законодавен дом, кои што беа дел од студентскиот пленум и се бореа за подобар стандард и подобар образовен систем и подобри услови на студентите и средношколците. Сега со ова потврдивте дека всушност сите тие се активисти на Социјалдемократскиот сојуз, кои што биле платени и поттикнати токму од Социјалдемократскиот сојуз. Од CV-то на господинот Владимир Делов не може да се види никакво искуство, ниту соодветно образование, со кое што ќе се оправда предлогот тој да биде член во Државниот совет за превенција на детско престапништво. Почитувани колеги, морам јавно да признаам дека единствената работа која што солидно, односно одлично ја врши оваа влада, тоа е
пиарот со кој што ги фалите неефикасните мерки кои што и проекти кои што ги спроведува оваа влада. Вие сте одлични кога станува збор за пиар и затоа и имате вработено некаде околу 200 луѓе кои што ги плаќате од буџетот, односно од парите на граѓаните. Колку вашите пиар вработени се на сметка на буџетот, имаше информации пред уште од 2017 година, 2018, 2019, каде што на вистина милионски суми, беше потврдено дека милионски суми се исплаќаат токму на вработените во пиар оделението на владата. Почитувани колеги, да се вработуваат лица без оглас и тоа со авторски договор, се со цел да ги фалат само непродуктивните и неефикасните проекти на владата, зборува за недомакинското работење на оваа влада, но и за несериозниот пристап кој што го имате кон водење на државата. Почитувани колеги, доколку мислите дека треба да гласате за некомпетентно лице да биде дел од Државниот совет за превенција од детско престапништво, гласете за. Но треба да сме свесни дека иднината е во младите и дека токму од најмала возраст треба да возможиме децата да се развиваат и да растат правилно, се со цел да изградиме една здрава и образована младина која што ќе продолжи да раководи со државата, која што ќе допринесе за подобар живот во Република Македонија. На овој начин вие само ќе продолжите, односно ќе бидете дел и ќе учествувате во тоа да Советот за превенција има погрешни кадри, но и за жал ќе поттикнете да расте и бројот на деца престапници, кои што за жал во Република Македонија и без тоа не е на завидно ниво. Благодарам.